Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во првите 4 поглавја од книгата Повторени закони гледаме како Мојсеј прави еден вид на ретроспектива на патувањата на израелскиот народ. Поточно, тој како нивни водач поминува низ се она што го преживеале и дава подлабоко толкување на настаните од минатото. Досега видовме како Мојсеј дојде до момент кога каже дека веќе не може да го води народот, па како резултат на таа негова исцрпеност, секое израелско племе требаше да даде своји представници кои ќе му помогнат на Мојсеј во водењето на народот. Во претходната епизода читавме и за грешката која народот ја направи кога првпат стигна на границите на ветената земја. Тие пратија луѓе во земјата, чија задача беше да ја извидат и да дадат извештај за неа. Бог веќе им кажа дека земјата е добра и дека ќе им ја даде да ја освојат, но извидувачите сепак отидоа и кога се вратија го потврдија тоа што Бог го кажа, дека земјата е добра, но поголемиот дел од нив кажаа дека народот кој живее таму е многу силен и дека израелците нема да можат да ја освојат земјата. Тоа им внесе страв во кости на израелците и така тие се обесхрабрија. Како резултат на сето тоа, Бог не им ја даде земјата во тој момент, туку ги врати назад во пустината. Како што израелците требаше да се соочат со буквални џинови во земјата, така и секој од нас денес се соочува со некакви џинови, односно опасности кои ни се чинат дека се големи и непобедливи. Но секој кој искрено верува во Господ и се надева на Него, мора да запомни дека се додека Господ е на наша страна, ние немаме причина да се плашиме од ништо во животот. Без разлика дали опасноста доаѓа од некоја личност или ситуација, Божите деца треба храбро и смело да чекорат во животот. Често се случува проблемот да не се самите околности или животни ситуации, туку неверата во нашите срца. Минатиот пат застанавме некаде на средината од првата глава. Денес ќе почнеме со читање на стиховите 34 до 36. И кога Господ ги чу зборовите ваши, се разгневи и се заколна велејки: никој од овие луѓе, од овој зол род, нема да ја види добрата земја за која им се заколнав на предците нивни дека ќе им ја дадам. Само Халев, Јефунеовиот син, тој ќе ја види, нему ќе му ја дадам земјата во која влезе и на синовите негови, зашто му се покоруваше на Господ. Халев беше поинаков од другите, бидејќи тој му веруваше на Бог. Тој беше еден од извидниците кои отидоа да видат каква е земјата, но за разлика од другите, тој и Исус Навин рекоа дека земјата не само што е добра, туку и Господ ќе му помогне на Израел да ја освои. Патем, за Халев ќе размислуваме и при обработката на книгата Исус Навин, бидејќи и во неа тој е прикажан во позитивно светло. Кога израелците влегоа во ветената земја, тој дојде кај Исус Навин, наследникот на Мојсеј, и побара од него дозвола да оди и да освои конкретна област од земјата. Иако во таа област живееа џинови, сепак Халев не се плашеше од нив и со Божја помош ги победи. Стихови 37 и 38. Господ се разгневи и на мене заради вас, велејки, и ти нема да влезеш таму. Исус, синот Навинов, кој е при тебе, тој ќе влезе таму, не го подкрепи го, бидејќи тој ќе му ја даде на Израел во наследство. Исус Навин беше човекот кого Бог го назначи за наследник на Мојсеј, односно човекот на кого му беше дадена задачата да го води народот при освојувањето на ветената земја. Станува збор за исклучително храбар и верен човек, за кој би рекол дека беше еден од ретките, ако не и единствен, на кој можеше да му се довери таква задача. Како и Халев, така и Исус Навин беше човек кој му веруваше на Бог, а тоа беше главен предуслов за некој да биде добар водач на народот. Стих 39.
И децата ваши, за кои говоревте дека ќе станат плен на непријателите, и синовите ваши, кои засега не знаат што е добро и што зло, тие ќе влезат таму, ним ќе им ја дадам и тие ќе ја наследат. Има една многу важна вистина што треба да ја забележиме овде, а тоа е дека Бог воопшто не ги обвини, ниту ги казни децата кога нивните родители одбија да влезат во ветената земја. Напротив, тој им дозволи токму ним да влезат. Старата генерација лицемерно се жалеше велејки: не можеме да влеземе во земјата, ние сме загрижени за нашите деца, страф ни е за нив. Тие всушност со тоа индиректно тврдеа дека на Бог не му е грижа за нивните деца, а сега Бог им вели: мене и тоа како ми е грижа за вашите деца, и тие малечки за кои вие мислевте дека се во опасност, токму тие сега ќе одат напред, тие ќе чекорат таму и тие ќе ја заземат земјата. И ете ги во книгата Повторени закони, на границите на ветената земја, подготвени конечно да влезат внатре. Стих 42. Но Господ ми рече: кажи им, не одете и не војувајте, зашто јас нема да бидам меѓу вас, за да не бидете разбиени од непријателите ваши. Верувам некои од вас се сеќавате дека кога израелците пристигнаа во Кадис, тие категорично одбија да влезат, но кога се свртеа назад да се вратат во пустината, таму не само што ги пречека непријателски народ, туку и мораа да се соочат со пустината, за која минатиот пат видовме како Мојсей ја нарекува голема и страшна. Тоа место смртно ги уплаши и одеднаш се предомислија и рекоа: епа добро тогаш, сега ќе војуваме, ќе одиме напред и ќе освоиме земјата. Но Бог им кажа да не влегуваат во земјата, бидејќи во тој момент го немаа неговиот благослов за тој потфат. Нивната храброст не извираше од тоа што му веруваа на Бог, туку сакаа да војуваат затоа што се плашеа пак да минуваат низ пустината. Со други зборови, нивниот двигател не беше верата во Бог и неговите ветувања, туку стравот од пустината. Стихови 42 и 43. И јас ви го кажав тоа, но вие не ме послушавте и ја престапивте Господовата заповед и своеволно се искачивте на планината. Луѓето се качија на планината да се сретнат со Бог, иако Бог им кажа да не го прават тоа. Иако навидум изгледаше дека имаат вера, сепак тие не веруваа на Божите зборови. Мислам дека некогаш постои многу тенка граница помеѓу верата и самоувереноста. Низ годините се случувало да разговарам со многу луѓе на кои им бил потребен совет. И не еднаш се случувало некој да дојде кај мене и да ми каже: јас верував на Бог и мислев дека тој ќе ја благослови мојата бизнис идеја, но на крајот бизнисот ми пропадна. Чекајте, дали тоа било вера или самоувереност? Дали Бог навистина ветил дека ќе го благослови бизнисот на секој христијанин, или ние сакаме да веруваме дека тоа е така? Израелците немаа вера во Бог во тој момент, бидејќи не се водеа според Божите зборови. Да се има вера не значи да бидеме цврсто убедени во нешто што нам ни се допаѓа, туку да бидеме цврсто уверени дека тоа што Бог го кажал е вистина и ќе се исполни. Стихови 44 и 45. Тогаш излегоа против вас аморејците, кои живееа во таа планина, и ве прогнаа како што прават пчелите, и ве разбиваа од Сеир дури до Хорма. Вие тогаш се вративте и почнавте да плачете пред Господ, но Господ не го чу плачот ваш и не ве послуша. Израелците дојдоа пред Господ и пролеваа крокодилски солзи, плачеа и се каеа, но каков вид на покаяние беше ова? Послушајте што вели Павле во второто послание до Коринќаните, глава 7, стих 10. Зашто жалоста од Бога води кон покаяние за спасение, а жалоста на овој свет води кон смрт. Значи, постојат два вида на тагување, побожно и световно. Тагувањето за кое Мојсей зборува во овој стих не беше побожно, туку световно.
бидејќи на израелците не им беше тешко што му се противеа на Бог, туку што ги имаа аморејците за непријатели. Стих 46. И останавте во Кадис многу време, колку што бевте таму. Наместо да влезат во ветената земја и да ги уживаат нејзините благослови, израелците долго време останаа во Кадис. Тоа му се случува на секој кој не живее според Божите зборови. Таквите луѓе, наместо да уживаат во животот кој Бог го има замислено за нив, тие се задоволуваат со нешто што има многу помала вредност. Сега доаѓаме до глава 2, во која имаме продолжение на настаните од минатото. Стих 3. Доста одевте околу таа планина, свртете се кон север. Гледате, тие не знаеа каде да одат, постојано се вртеа околу планината Сеир. Да, тоа е името на една од планините во пустината во која израелците се движеа. И така, дојде момент кога Бог им рече: доста веќе се вртите во круг, тргнете кон север. Колку ли христијани денес се вртат во круг околу одредени ситуации и проблеми во животот? Наместо да чекорат напред во благословите кои Бог ги има за нив, тие постојано се навраќаат назад на истите гревови, пороци и слабости и никако не можат духовно да напреднат. Бог вели: доста е веќе со тоа. Стихови 4 и 5. Заповедај му на народот и кажи му: ке поминете сега низ пределите на вашите браќа, потомците Исавови, кои живеат во Сеир, и тие ќе се исплашат од вас, но вие ќе бидете внимателни. Не започнувајте со нив војна. Јас нема да ви дадам од земјата нивна ни една стапка, зашто планината Сеир им ја дадов на потомците Исавови. Ова е интересна изјава. Кога Исав, братот на Јаков, си замина од домот на Исак и Ревека, Бог му рече: ти ја дадов оваа земја. И Бог му даде на Исав одредена земја, и подоцна тој го почитуваше тоа што го вети и му рече на својот народ: не можете да го допрете или да го имате тоа парче земја што им припаѓа на потомците на Исав. Стих 7. Зашто Господ, твојот Бог, те благослови во секое твое дело, те чуваше додека патуваше ти по таа голема пустина. Ете, 40 години Господ, Бог твој, е со тебе, ти од ништо не се лишуваше. Неверојатно, израелците 40 години талкаа низ пустината, но Бог на таков начин се грижеше за нив што ништо не им недостасуваше. Бог секогаш се грижи за потребите на својот народ, а во оваа ситуација се грижеше дури и за потребите на народот кој често не му веруваше. Стих 24. Станете, тргнете и минете го потокот Арнон. Ете, го предавам во раката твоја Сихон, царот Хешбонски, амореецот и неговата земја. Почни да ја покоруваш и војувај против него. Години предходно израелците се плашеа да влезат во ветената земја, бидејќи мислеа дека ќе бидат прегазени од тамошните народи. По некое време Бог им кажа да влезат во војна против аморејците, кои живеа на источната страна од реката Јордан. Патем и аморејците имаат џинови во својата средина, така што Бог повторно им кажа на израелците да одат и да војуваат против џинови, но да не се плашат, бидејќи тој е со нив и ќе им даде победа. И тоа навистина се случи. Бог го исполни својот збор и израелците извојуваа сигурна победа. Сега доаѓаме до глава 3 од книгата Повторени закони. Во неа Мојсеј продолжува да ја раскажува на новата генерација израелци како Бог ги штитеше нивните родители во пустината и се грижеше за нивните потреби. Нема да навлегувам во објаснување на настаните кои се запишани во оваа глава, бидејќи истите се спомнати во книга Броеви, но само ќе ги прочитам стиховите 26 до 28. Контекстот е следниот. Мојсеј побара од Бог да му дозволи да влезе во ветената земја, откако Бог претходно му кажа дека нема да влезе.
Сега, откако Мојсей ја кажа својата желба, забележете што му одговори Господ. Но Господ ме презре заради вас и не ме послуша, и ми рече Господ: доста, во иднина да не ми говориш повеќе за тоа. Искачи се на врвот од Фазга и крени ги очите кон морето и кон север, кон југ и кон исток. Погледни со очите, зашто нема да го минеш Јордан. Дај му совет на Исус, подкрепи го и охрабри го, зашто тој ќе го предводи овој народ и тој ќе им го раздели наследството во таа земја на која ти ќе погледнеш. Бог не се предомисли во однос на можноста Мојсей да го предводи народот во ветената земја. Од една страна може би звучи како доста строга казна за Мојсей, но и тој, а и останатиот народ требаше да сватат дека нашето однесување, односно нашите гревови, имаат сериозни последици. Сега доаѓаме до глава 4. Денес нема да имаме време да ја прочитаме цела, но ќе ги прочитам само првите 2 стихови, а во следната епизода ќе му посветиме малку повеќе време на овој текст. И така, Израеле, послушај ги наредбите и законите, на кои јас ве учам да ги исполнувате, за да бидете живи и да отидете и да ја наследите онаа земја, која Господ, Бог на вашите предци, ви ја дава. Не додавајте ни збор повеќе на она што ви го заповедам, ниту да одземате од него. Исполнувајте ги заповедите на Господ, вашиот Бог, кои јас ви ги предавам. Ова се многу важни зборови. Господ им рече на израелците: немојте да додавате никакви зборови на тоа што ви го кажав, но немојте ниту да одземате зборови од тоа што ви го кажав. Ова е исклучително важно и за нас денес. Секој од нас, кога тогаш, ќе биде во искушение да си додаде или одземе нешто од тоа што е запишано во Светото Писмо. Како го правиме тоа? Така што некогаш си велиме: Бог го кажал тоа, но јас мислам дека тие зборови не се однесуваат на нас. Или Бог го кажал ова, ама јас верувам дека тој мислел нешто поинакво. На тој начин ние си ја толкуваме Библијата онака како што нам ни одговара, а Бог не предупредува против таквиот пристап кон неговите зборови. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следното ќе продолжиме со обработка на глава 4. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.